Вашиот лидер Димитар Апасиев има изјава во 2021 година, која што вели дека пратениците кои се кандидираа за градоначалници се поднесат оставки, веројатно мислејќи на ВМРО ДПМН и на СДСМ претпоставам исто имали. И сега се наоѓате вие во иста таква ситуација. Вие секогаш велите, ние сме поразлични, подобри, поквалитетни и зборот се почитува. Се уште сте пратеник? Да, се уште сум пратеник, а тоа е затоа што ние разбираме дистинкција помеѓу политички преседани и противправни преседани. Го погазевте ли како партија збора, тоа ми е? Не, апсолутно не, затоа што меѓу другото јас сум пратеник кој влезе како носител во изборна единица 2. Пак ќе кажам, ако веќе вие барате, добро, ВМРО ДПМН и СДСМ, сите пратеници кои се кандидираат како градоначалници да си поднесат оставка, очекувавме во најмала рака Амар Мециновиќ се кандидира за градоначалник, си поднесува оставка. Фер, нели? Да, и повторно ќе кажам затоа што е политички преседани, веќе беше поставен, тогаш ние сметаме дека нема потреба да го следиме. Нели вие сте левица? Во однос на тоа нели дека сте вие Амар Мециновиќ? Апсолутно, ама тоа е работата. Ние не сме маченици, ние не сме пророци од Господ. Ние само на граѓаните им велиме, ние не сме заинтересирани за криминал, апсолутно. А иначе после Амар има друг пратеник, ќе дојдеше, ќе си ја продолжеше целата работа. Да, така и во овој случај, во овој случај рамките на одлучувањето. Не, апсолутно не е така. Не можеме. Вие го правите истото што го прави и ВМРО ДПМН. Односно, вие сте следбеник еден на ВМРО ДПМН. Апсолутно не го правиме тоа што го прави ВМРО ДПМН. Е политички преседан кој ние едноставно продолжуваме да го следиме затоа што не беше случај така. Сега на недадена власт, вие покажувате дека и она што го барате од другите не го правите вие, а па на дадена власт како да ви веруваме дека ќе го правите тоа поразлично како што велите дека ќе го правите. Јас мислам дека можеби ова е интересна тема да зборуваме, ама мислам дека е поинтересно да се зборува за Скопје. Јас можам од сето ова да сватам само дека сте се осигурале дека вашата пратеничка фотелја ќе ве чека, дека нема да ги изгубите средствата кои ги зимате, бидејќи некако, знаете, можеби би ве гласал, но сега ми оставате впечаток дека сигурен сте дека ќе изгубите, но имате сигурна работа на која ќе се вратите.